Девети ден од изборната кампања на локалните избори 2021 и девето издание на изборен рапорт. Вчерашниот ден го одбележа падот на Facebook и се тоа што е поврзано со Facebook компанијата, WhatsApp, Instagram, и тоа им даде шанса на граѓанките и граѓаните на нашата земја да се одморат малку, барем од 17 часот па до доцните вечерни часови од агресивната кампања, од огромната количина информации и пораки кои се пласираат на оваа мрежа и се разбира да здивнат малку од таа безпоштедна трка по гласови, односно по наклонност од гласачите. Се разбира, тие часови беа искористени и на Твитер да се прикачат оние кои не биле пред тоа или да бидат уште поинтензивно таму, па така и политичарите тоа го направија, но еден дел од нив се прикачија на Твитер за да можат да упатуваат пораки кои потоа може да предизвикаат и дезинформации, односно говор на омразата. Така и лидерот на Левица упати порака во која го локализираше глобалниот проблем на Facebook, па рече дека Метаморфозис го факт чекира, ги проверува фактите на целиот Facebook, што подоцна во коментарите предизвика и извесен говор на омраза и меѓу другото видовме и една порака во која еден поддржувач на оваа партија повикува на забрана на неколку невладини организации, меѓу кои и Цивил. Се разбира, тоа е само еден мал дел од фолклорот, изборниот фолклор на изборните кампањи во нашата земја, па така и на оваа кампања. Како и да е, одиме понатаму со малку посериозни теми. Тоа е дека во текот на вчерашниот ден Министерството за внатрешни работи дури по, би рекол, 2 дена откри дека имало инцидент, насилен инцидент во општина Лозово, односно едно лице се обидело да го нападне градоначалникот на оваа општина. Покрај на 2 октомври инцидентот се случил и Ацо Велковски, градоначалникот на Лозово, бил нападнат од едно лице од селото Каратманово. МВР, нели, класично вели дека работи на расчистување на случајот. По бомбата во дворот на еден од кандидатите на СДСМ за советничките листи во Шуто Оризари, пукањето во воздух, славеничкото пукање во воздух пред изборниот штаб на ДУИ во Чаир и имаше уште еден и по тепачката и оштетувањето на изборен материјал, односно рекламен материјал во општина Чашка, каде што имаше и приведувања. Ова е 4-ти инцидент. По 4-тиот инцидент, како и по првиот инцидент, Цивил апелира до сите политички партии и нивните поддржувачи и членови да се воздржуваат од насилство и да го задржат достоинството на изборната кампања. Се разбира, и институциите, релевантните институции се поканети љубезно да преземат законски мерки во рамки на своите надлежности. На митинзите на отворено на партиите во рамки на предизборната кампања, иако нема официјална препорака за носење маски, пожелно е таа да се носи, но и да се создадат услови за проверка на посетителите, дали се вакцинирани или не.
Тоа е изјавата накратко од министерот за здравство вчера, Венко Филипче, кој додаде дека носењето на маските, на заштитните маски во затворено останува како препорака и дека на денот на гласањето ќе важат истите протоколи како и на изборите, на предвремените парламентарни избори во 2020 година. Ова е само уште една потврда од релевантните институции на она за кое се залага и на кое алармира Цивил речиси секојдневно во текот на изминатите 9 дена, дека протоколите и препораките за заштита од COVID-19 не се почитуваат во најголем дел од настаните, од најголем дел од политичките партии. Ако се подсетиме, наназад 9 дена се забележуваат најмалку по 3-4 настани на кои се нотира непочитувањето на протоколите и на мерките за заштита од COVID-19, вклучително и на настани во затворени простории. Понатаму имаме уште посериозна тема за која алармираме постојано, речиси секојдневно, а тоа е злоупотребата, политичката злоупотреба на деца во кампањските активности на политичките партии. Така и вчера бележиме еден случај на спортски настан кој го организира Демократската унија за интеграција, во која покрај високите партиски функционери и кандидати на изборите учествуваа и деца. Подсетуваме дека според законот за заштита на децата, тие не треба да бидат вклучени во политички и партиски, како и верски активности во јавноста. Кандидатката за градоначалник на Скопје, поддржана од ВМРО-ДПМН, и кандидатот на ВМРО-ДПМН за градоначалник на Прилеп, Борче Јовчевски, исто така одбил предизборно соочување со своите противкандидати. И тоа е една ситуација во која многумина кои се обратија до Цивил да го искоментираат тоа, го опишаа како враќање на времето на режимот, во кое речиси 10 години не видовме дебата меѓу власта и опозицијата. Цивил како организација ги подсетува политичките партии и кандидатите, било да се од политички партии или независни, дека соочувањето пред јавноста, во медиумите е еден од најсуштествените, најважните елементи на демократската изборна култура и тука едноставно отсуството од вакви дебати ја намалува можноста на граѓанките и граѓаните да направат информиран избор на тие на денот на гласањето, заради тоа што токму тие дебати се изворот на најдиректни пораки и изворот на најдиректно споредување меѓу кандидатките и кандидатите во еден изборен процес. Заради тоа апелираме политичарите да ги мотивираат своите кандидати, политичките партии да ги мотивираат своите кандидати, во ниеден случај да не одбиваат дебата и соочување во јавноста пред граѓанките и граѓаните кои треба да ги гласаат на 17 октомври. На крајот на криштата, ако можат лидерите на двете најголеми партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, да се соочат пред камерите, пред јавноста, тогаш зошто тоа да не го направат и кандидатите на тие партии. Важно е да се запомни дека Државната изборна комисија вчера ги прими уште 1000 од терминалите за идентификација преку отпечатоци на прсти, кои ќе бидат применети првпат на изборите во нашата земја на 17 октомври. И според Државната изборна комисија, до крајот на неделата треба да пристигнат останатите апарати за земање на отпечаток на прсти, вкупно околу 4000 терминали. И исто така за одбележување е и изјавата на првиот човек на Државната изборна
комисија кој кажа дека не може да гарантира како ќе се одвива техничкиот дел со примена на терминалите за идентификација, бидејќи тоа се случува прв пат и немало пилот примена. Може би Државната изборна комисија не може да гарантира, но доколку нешто не функционира како што треба, ќе мора да има некаква одговорност од релевантни институции во земјата. И на крајот информација за Цивил, откако заврши процесот на аплицирање кој траеше, би рекол, мислам, повеќе од 3 месеци, во Цивил во моментов се разгледуваат и преостанатите последните апликации до една, сите ќе бидат проверени, да и оценети во процесот на избирање на изборни наблюдувачи, во изборниот мониторинг на Цивил за краткорочно наблюдување на денот на гласањето, се разбира и периодот на изборниот молк. Иако беше најавено дека тој процес ќе трае до 3 октомври, сепак од Комисијата за разгледување на апликациите јавуваат дека има огромен број на заинтересирани во и многу квалитетни апликации, заради тоа процесот е успорен и дека тој ќе треба да потрае уште малку, веројатно во текот на денешниот ден ќе има веќе еден дел од одговорите испратени до апликантите, позитивен или негативен, а најдоцна до утре, 6 октомври, ќе биде завршен и тој дел од процесот. Веднаш потоа ќе следат информации за тоа како и каде ќе се одржат обуките, се разбира каде, ако не во изборниот рапорт. Толку за денеска, имајте убав ден.